Бизнисот има капацитет да ги апсорбира половина од луѓето кои во моментот се невработени, но проблемот е што добар дел од нив не се квалификувани, па бизнисот тешко го наоѓа потребниот кадар. Тие што чекат да се вработат, можеме многу лесно таа бројка на невработеност да ја намалиме од 100 до 50.000, затоа што ние како стопанство имаме потреба за нови вработувања, но не за секакви вработувања, значи за работниците кои одговарат на потребите на нашето на стопанството на секој правен субјект. Проценките се дека околу 25.000 македонски граѓани летово работат на Јадранското крајбрежје, главно Хрватска. Тоа се половина од потребите на македонскиот бизнис. По предпоставка дека ќе се вратат сите, на бизнисот ќе му недостасуваат уште половина од потребните работници. Тогаш, од каде стопанството ќе ги најде работниците? Едната опција се странски работници. Тренд кој е се повидлив во земјава, особено во градежништвото и угостителството. Филипинци во угостителство, турци, индици, бангладешани во градежништво. Ова го потврдуваат и официјалните податоци од МВР. За помалку од година и половина издадени се 5200 одобренија за престој на странци. Најбројни се странците од Турција, Бангладеш, Непал, Индија. Друга опција е враќање на македонските гастарбајтери. Министерството за економија објави мерки за вработување на 1380 лица за кои компаниите ќе добијат државна помош. Заменик министерот за економија вели, за вработување повратници компаниите ќе добијат и бонуси. Меѓутоа, не објасни што точно државата смета за повратник. Дали се тоа луѓе кои со години работат во странство или оние кои одат на сезонска печалба. Целта на оперативниот план е пред се невработените луѓе кои се евидентирани, а ги имаме во државата, да ги задржиме. Меѓутоа, еден од новитетите на оперативниот план во тие две мерки, само вработување и ова мерка за помош на вработување во правните субјекти, е и субвенционирање на повратници, категорија повратници кои покрај овие средства ќе добијат плюс 10% бонус. Компаниите ќе имаат обврска да ги задржат вработените до најмногу 15 месеци во зависност од категоријата. Велат, задоволни се од мерката, но државата уште од сега ќе треба да размислува дали субвенциите да ги продолжи и кога рокот ќе заврши. Оваа мерка директно има ефект врз компаниите затоа што преку тие невработени лица и преку оваа мерка ќе можат да ги надополнат отворените работни места, а од друга страна и да вработаат поголем број на невработени лица, со тоа што придонесуваат и за намалување на невработеноста во нашата земја. Да не го гледаме само периодот 9 месеци или 15 месеци, потребно е и да се следи одржливоста на самото тоа функционирање во насока на тоа дека тие вработени добро би било да продолжат да работат во компаниите, да не заврши тука мерката. Од почетокот на годината Агенцијата за вработување бележи континуиран пат на бројот на невработени. Меѓутоа, од економија појаснуваат дека овие бројки не се точни и дека списокот ќе биде ревидиран. Односно, ќе бидат вкрстени податоците со луѓе кои примаат социјална помош и тие ќе бидат исфрлени. Даниел Василев, Сител телевизија.